Почитувани мои, се наоѓам во горното извориште на реката Вардар, која што е опеена во многу песни, а меѓу најпознатата обнародена песна "Ој Вардар е македонски, ти ја красиш Македонија од извора па дури до Егеја". Овде, како што напомнам, се наоѓам некаде на 6-7 километри од извориштето на Вардар, тука во Полошко. Тука се наоѓам, значи, 10 километри, како што напомнав, од Вруток. Овдека се наоѓам во Долни Полок, каде што во ова прекрасна селска идила, во ова прекрасна убавина, во овој прекрасен колорит во селото Серичино, кое што ова колоритна убавина му е дарила природата, и ова колоритна убавина се вткајува низ вековите кои што изминале и ќе се искајува, така овој народски да се изражам, низ вековите кои што ќе поминуваат. Овде позади мене е реката Вардар, а овде позади мене се наоѓа етнокомплексот Делфина, кое што е ова име, етнокомплексот Делфина, го има добиено по нашата македонска спортска хероина, по Делфина, која што таа го има препливано, првата македонка што го има препливано каналот Ла-Манш и е преточено преку филмот "Исправи се Делфина", а овдека продукцијата Марио Филм ќе се обиди да го продолжи тој филм "Исправи се Делфина", но во една документарна репортажа, во еден нов документарен, во еден нов видео, односно филмски облик, а тоа е документарна репортажа за етнотуризмот во Република Македонија, а се разбира етнотуризмот во селото Серичино. Почитувани мои, неодамна продукцијата Марио Филм започна со реализација на новиот документарен серијал со работен наслов "Етнотуризмот во Република Македонија". Да бидам искрен, почитувани мои, полна ми е душата што ете овдека продукцијата Марио Филм, заедно со снимателот на продукцијата Марио Филма, воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Марио Филм, Виктор Ковчевски, се наоѓаме овдека во селото Серичино. Како што напомнав, наминав овдека во селото Серичино, во етнокомплексот Делфина. Наминав овдека за да го видам она стара селска архитектура, чаршишка архитектура, која што иако овдека во селото Серичино одамна новото веќе му остапува, односно старото му остапува место на новото кој што се уште надоаѓа, меѓутоа сепак тоа старо што беше одамна тука во ова село, она стара чаршишка архитектура, оној стар начин на живење, а и она што се вика оној стар, така да народски да се изразам, гурмански начин на живење во овој етнокомплекс го има се уште зачувано. Почитувани мои, сето ова што ќе биде снимено преку окото на камерата на снимателот Виктор Ковчевски ќе биде преточено во една документарна репортажа со работен наслов "Етнотуризмот во Република Македонија, етнокомплексот Делфина". Гледајте и уживајте.
слушам ова серенада, убава песна, музика така речено. Патувам 30 години низ Република Македонија. 10 години сум тука во Полошко, во Горни Полок и во Долни Полок. Секојаш одека кога сум имал прилика да наминам да патувам према многовековниот наш македонски манастир Лешок, каде што е опен во песната Сандица Лешношкиот манастир. Тука, кога ќе свртите десно, кога ќе идете од Скопје, после Паталината, секојаш ми надоаѓаше совеќајниот знак кој што во еден стар македонски етнос стил е написот Делфина. Ете, според Господово провидение, на, така да речам, на сам ден на независноста на Република Македонија, на 8 септември, ете тука се наоѓам во селото Сиричино, кој што е ова село, покрај тоа што го има оној урбан карактер, но меѓутоа се уште она старото, на старата наша аркаична архитектура и не се предава и уште долго време нема да му остапи место на новото. Ја имам таа чест и ми се радува душата што тука се наоѓа во етно комплексот Делфина, каде што ќе, ето така да речеме, продукцијата Марио Филм, ако гостин во ова етно комплекс, ќе ви пренесиме од она што овдека, што содржи ова етно капче преколкото на камерата на продукцијата Марио Филм, под команда, така нарочи да се изразам, на снимателот Витор Коцевски. Се разбира како секој гостин кога доаѓа, оние стари јадите обичаи, па и ден денеска, кои што се овдека задржани, го пречекува домајчинот на куќето, односно домајчинот на етно комплексот Делфина. Ние постоиме као ресторан Делфина од 2001 година. Значи прво почнавме во Тетово, каде што бевме тамо, да не речам под кирија. Сега овдека сме од 2009 година, каде што ова место ни го даде дедо ми, кој што потекнува од Сиричино, Костадин, Коце го вика овдека, ни го даде местово. Од тука почнавме и изградивме ова сега што е, како што е сега, ресторан Делфина. Значи со долгогодишно искуство и успех, ние го направивме ова сега што е направено. Ресторан Делфина. Да бидам реален стварно, како и што напомнав, дека иако ова населба има урбан карактер, но сепак она старото, архаично, ова си го тешко ќе му остапи место на новото, полна ми е душата што овдека во ова етно комплекс има оние стари, наши, архаични, македонски, значи оној амбиент. Што беше мотивацијата, кој беше поривот, пред се да го држите оној нашиот стар начин на живење, на трпезата, на сопрата. Па мотивацијата беше прво што ова е сега собствено наше, значи. Тоа е прво. Второ, да се соберат овдека нашите иселеници, има доста што идат. Има и од сите заедници кои се собираат овдека. Ова беше прво место, прва кафана што се отвори во ова наше село, каде што сега више починаат да одат и наши, и албанци, и нашите иселеници, и не знаат скоро сите и во Соединените Американски држави, и во Австралија, и во Европа наша. Да видам реално кога дојдов јас тука и сутрината, кога навлегував во селото, ми рекоа твои соселани по тетовски дијалект, ова е крчмава, така речено, единствена во Полошко поке Вардарот. Нема да ја грешиш, оди по Вардарот, ќе ја најдеш. Един ресторан што е покрај Вардар, се зове Делфина, и што го одржаваме ова и ќе го одржаваме долго време. Сега вака едно
малку едно прашање. Од каде името Делфина? Делфина ни дојде така случајно. Делфини, значи живост. Дури едно би додал, имаме ли една наша спортистка Делфина? И да се исправиме кај Делфина. И ќе се исправиме. И исправени смо сега. Маратонката која што првата македонка го преприва Ла-Манш и за нас е снимал филм. И едно би рекол, Делфина е наше македонско име, традиционално. Па може да се рече, ама ќе се држиме на нашето традиционално јадење, мени, атмосфера, култура. Мислам дека ќе издржиме во нашето традиционално. Ајде малку сега за оние наши, говоричи го, потенцијални посетители. Една мала географска нешто положба, каде се наоѓа овај етнокомплекс. Може, да. Колку е далеко од Скопје, колку е од Гостивар. Се наоѓа во општина Јагуновци. 12 километри е Тетово, 20 и нешто километри од Скопје. Значи, ние сме во средината измеѓу Тетово, Скопје, каде што не поврзува автопат од Скопје, од Тетово и од Гостивар. 4 километри сме од автопатот, од исклучување од Желино до село Седичини до ресторан Делфина. Кога ќе дојде човек, покрај она, да речеме, стара претекстливова ракија испечена до ние сливи, џанки овдека во твоето родно место, Да. со што ќе ги пречека гостите овдека? Во ресторан Делфина наше прво е рибата, пошто имаме и во Тетово рибарница, каде што се продава рибата, и овдека е прво рибата, па иде месото и се друго што може да има ресторан. Туку едно вака би рекол, се разбира таа, ако е летно време ладна, препексливова ракија, ако е зимно време грејана, но се разбира, по народски кажано, мезето не може да се замисли без кромиче тетовско, без лукче, без компирче. Не може, се разбира, тетовско да гравче. Гравче има. Има себе одека, не е проблем, сега. Имаме тетовска ракија, домашна наша, која може секој да проба овдека, домашна наша ракија. Дури едно би рекол, овдека сигурно може да се вкуси и киселото млеко, кој што тука го има во селото, од без разлика дали е кравио, дали е овчко. Тука е и мазникот, тука се питулиците, тиганиците, тука е зелникот, што се вели, ама и овдека може да се најде во специјалитет. Тука е, да речеме, свинското ребро, тука е печеното јагне, пак да не зборуваме тоа залиено со убаво, старо, вино, станушина, а се разбира и убавата песна наша. Се разбира нормално. Екотуризмот, познат и како зелен туризам, се однесува на патување кое е фокусирано на зачувување на природните и културните ресурси со минимално влијание врз животната средина. Оваа форма на туризам поттикнува одговорно однесување кај туристите, како и поддршка за локалните заедници. Во рамките на еко и одржливиот туризам, посетителите се охрабруваат да се поврзат со природата преку активности, како што се пешачење, возење велосипед и посета на природни резервати. Една од клучните цели на екотуризмот е зачувување на природната средина.
Ова се постигнува со намалување на потрошувачката на ресурси, заштита на биодиверзитетот и едукација на туристите за важноста на заштитата на животната средина. Например, одржливото патување може да вклучува посети на органски домаќинства и фарми, каде што туристите можат да учат за производството на органска храна и важноста на одржливиот живот. Покрај зачувувањето на животната средина, екотуризмот придонесува и за економскиот развој на локалните заедници. Со поддршка на локалните занаети и производи, туристите можат директно да влијаат на подобар животен стандард за жителите на руралните средини. Например, посетата на етно села им овозможува на туристите да учат за традиционалните занаети и обичаи, со што се поддржува зачувувањето на културното наследство. Преку овие практики, екотуризмот не само што го збогатува искуството на патникот, туку создава и платформа за позитивни промени во начинот на кој се однесуваме кон нашата планета. Затоа, екотуризмот се смета за една од најважните форми на туризам во светот денес, а воедно обезбедува можности за автентични искуства чувување на природното и културното наследство. Екотуризмот игра клучна улога во развојот на локалните заедници. Покрај тоа што придонесува за зачувување на природните и културните ресурси, оваа форма на туризам му овозможува на локалното население директно да се вклучи во туристичката индустрија. Ова вклучување може да биде преку обезбедување сместување, водење тури или продажба на локални производи. Посетата на најубавите села во Македонија не само што обезбедува автентично искуство за туристите, туку и ги поддржува локалните занаетчии и земјоделците. Еден од најважните аспекти на екотуризмот е заштитата на биодиверзитетот. Преку развој на одржливи туристички практики, можно е да се намали негативното влијание врз екосистемите. Туристите се охрабруваат да учествуваат во активности како што се пешачење и возење велосипед, што им овозможува да истражуваат природни живеалишта без да ја нарушат својата равнотежа. Овие активности не само што промовираат здрав начин на живот, туку и ја подигнуваат свеста за важноста на зачувувањето на природната средина. Екотуризмот е одлична можност за едукација на посетителите за еколошките прашања и за одржливите практики. Туристите може да учествуваат во работилници и предавања кои се фокусираат на зачувување на природните ресурси и намалување на нивниот еколошки отпечаток. Например, посетата на руралните области дава можност да се научи за органското земјоделство и за техниките за зачувување на природата. Еден начин на кој екотуризмот ги поддржува локалните заедници е преку промоција на занаети и традиции. Посетителите можат да учат за традиционалните вештини и да учествуваат во работилници што ги одржуваат локалните занетчии. Овие активности не само што го збогатуваат туристичкото искуство, туку помагаат и во зачувувањето на нашето културно наследство. Кога ги посетуваат традиционалните македонски кујни, туристите можат да вкусат автентични јадења и да научат рецепти што се пренесуваат од генерација на генерација. Ајде една порака да сите наши македонци, каде тие да се наоѓаат, било во Република Македонија, било во Егејскиот дел, било во Пиринскиот,
било во Америка, Австралија, Канада, како што напомнат, многу наши селеници има преку големата бара, ама овој крај е познат каде што, иако се заминати, но на секоја втора, трета година си доаѓа. И тоа едно рекол не само по старите, туку си доаѓа и по младата генерација. Ајде една порака, дали е добро да си дојдат во родниот крај? Порака од нас, значи од село Сиричино и од Тетовската околина и посебно од ресторан Делфина до сите наши иселеници кои се наоѓаат во Соединетите Американски држави, во Австралија и во цела наша Европа, да дојдат овдека, а доаѓаат многу и не познаваат многу добро, да дојдат, значи ние ги чекаме нив и сите други гости кои се наоѓаат и во нашава држава, да дојдат овдека, нема да сгрешат, да посетат овој наш ресторан, ова наше место, каде што ќе се осеќаат добро, каде што ќе бидат угостени со нашите домашни јадења, со нашата прекрасна риба и ќе бидат задоволни и има да дојдат повторно уште еднаш. Дури едно би додал, нашите селеници кога доаѓаат овде кај си со нивните бејчари стасани, за женидба нивните моми стасани. Има. За се разбира овде има и свадби, има и крштевки. Има. И свадби, и крштевки, и мекици, и родендени, значи секакви забави се прават овде. Само за добро. Почитувани мои, од кога се замезив од Тетовското патличанче, краставичка, се разбира и апетитот што го доби со самата ракија тетовска и бирката тетовска. Еве овдека, кој ќе дојдете овде во Делфина, ќе ги најдете оние стари македонски, така да речам, ајде гурмански специјалитети кои што нашите баби и дедовци, односно нашите баби и нашите мајки, не само овде во Тетовското, кој ширу Македонија не ги спрема. Овдека е познатата шарска плескавица. Ова е шарска плескавица, само ова шарска плескавица се разликува многу од оние шарски плескавици кои што ги имаме во рестораните широ Македонија, од оние ресторани кои што се во урбаните центри по во Охридско. Ова шарска плескавица е стварно од овде од Шара, каде што и ден денеска кога ќе помините низ овие убави наши така под шарски села, ќе видите оние мали убави прасенца кои што тие сето овој што што се храна, тоа е природната храна, желадите. Ова шарска плескавица, тука е кајмакот шарски, а да ве посветам, тој кајмак се правеше од млекото извонзено од овците, пак во бутинчето на времето кога бабите и нашите мајки ќе го направеа. А тука и компирчето, кој што стварно да ви кажам реално не можам да одолеам. Туку ајде, Бојно, повелете. Но едно па би рекол, дојдете во Делфина, ќе ме услужат овдека и дури едно би рекол, кој не бадиела ми рекоа мештаните овдека во околината кај што се наоѓа овој ресторан, кој ќе дојдете прв пат овде во Делфина, пак ќе дојдете, Бог ми пак ќе дојдам. Ама ќе дојдеме заедно, договорено. Ве чекам, ќе дојдеме заедно. Ајде, ќе дојдеме заедно. Туку не може да одолеам да се касна малце. Почитувани мои, ова лепче кој што нашите баби и дедовци порано го печеа во фурните, во црепните, под сачот. Овдека исто ова лепче овде ќе го најдите во Делфина според старата рецета што вика старите, од пченично брашно, квасец кој што е скиснат во тестото, па испечено. Ќе си касна малце.
И како дете се сеќавам кога мојата баба ќе испечеше лепче, па ќе се степамне со моите братучери кравајчето да го пресечене, а бабата ми велеше: Зоране, внучко, остај го лепчето да си отиди кај мајка му. А знаете зашто? Ебе да се овади, ние деца што се вика малце да не се изгориме. Туку, многу убаво, многу убаво. Повелете, дојдете, ајде, на здраве нека и мене да би биди, ама и вас ќе ви биди на здраве ако дојдете во Делфина, да видите што е убавина, да видите што е специјалитети. Се разбира, ќе морам да го поканам и снимател на продуцијата Марио филм, Виктор Косовски, а се разбира, сето ова што се вика е благословено од состојниците на етно-комплексот Делфина. Дојдете во ресторанот Делфина. Дојдете во етно-комплексот Делфина. Да видите што е рај, што е убавина. Но едно би додал. Секој еве јас доаѓам прв пат, но верувајте ми, да бидам искрен, па ќе напомнам дека не само етно-комплексот Делфина, овдека сите наши македонци, било во Тетовско, било во Гостиларско, ширум Македонија, Република Македонија, ширум светот, се секогаш биле добри домајчини, секогаш кога ги причекувале нивите гости, ги причекувале со чашка ракија, како што и мојот имењак Зоран го напомна, секогаш ги причекувале со оно што го имале подготвено, спремено, ама и кога ги испраќале субава наша песна македонска, оти едно би рекол, нашата песна македонска секогаш се слуша. Треба да се слуша и да се слуша. И пак ќе напомнам, почитувани мои, голема чест ми беше што сте овдека денеска во етно-комплексот Делфина, сум гостин на самиот ден на независноста, 8 септември 2025 година, независноста на Република Македонија, но едно да додадам, ова држава со времена е 80 години, од 1944 година, од 2 август. Да сте ми здрави и живи, но па би рекол, дојдете да видите што е рај, да видите што е убавина, да го вкусите, да ја вкусите тетовската ракија, тетовското гравче, кробиче, лукче, компирче, овдека исто се разбира орчугов и она позната речна пастрнка вардарска, ама тука се во овај ќе го вкусите во Делфина и јагнето черквалинско и реброто свинско, кој што денеска прсината се слободни пуштени да си пасат онака природно, ама и да почувствувате убавината на реката Вардар од Бруток, кој што овдека поминува покрај Делфина, таму некаде се влива во Егео, во нашата Македонија. Да сте ме здрави и живи, меѓутоа, повелете, дојдете да видите што е рај и што е убавина.